Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска заедно со министерот за спорт на Република Македонија Борко Ристовски и членовите на Советот на општина Петровец присуствуваа на свеченото отворање на ново повеќе наменско игралиште во населеното место Долно Куњари. Градоначалникот Митевски изрази искрена благодарност до владата на Република Македонија и Министерството за спорт за обезбедените финансиски средства кои овозможиле изградба на современо игралиште. Нагласи дека оваа инвестиција е значајна за локалната самоуправа, особено за младите и децата, бидејќи овозможува простор за физичка активност, спорт и дружба. Со отворањето на ова игралиште не само што им овозможуваме на нашите најмлади сограѓани безбедно место за спорт и рекреација, туку придонесуваме за унапредување на здравиот начин на живот во општината, истакна Митевски. Додаде дека во наредниот период општина Петровец ќе продолжи со активности за реновирање и уредување на сите останати игралишта на територија на општината, со цел да се создадат модерни и функционални простори за спорт и рекреација за сите генерации. Министерот Борко Ристовски ја нагласи важноста на соработката меѓу локалните самоуправи и државните институции при реализирањето на инфраструктурни проекти за спорт, нагласувајќи дека ваквите проекти се дел од стратегијата за подобрување на спортската инфраструктура и зголемување на достапноста на спортски објекти за сите граѓани. Свеченото отворање на игралиштето во Долно Куњари е дел од пошироката програма на општина Петровец за модернизација и подобрување на спортската инфраструктура со цел граѓаните да добијат безбедни, функционални и современи простори за рекреација и спортски активности. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информира дека премиерот Христијан Мицкоски заедно со него и градоначалникот на општина Чучар Сандево Зоран Бајовски ја посетиле населбата Кучевишка бара и извршиле увид во изградбата на новата пречистителна станица. Костовски нагласи дека оваа инвестиција е една од најголемите капитални проекти за населбите Кучевишка бара и Бел Камен, решавајќи децениски проблем со отпадните води. Пречистителната станица е со вкупна вредност од 129.717.440 денари и ќе третира отпадни води за околу 5.000 жители, при што проектот ќе се реализира во две фази. Првата за 3.000 и втората за дополнителни 2.000 жители. Пречистените води ќе се испуштаат во колектор кој ќе се изгради до реката Сераба. Костовски додаде дека општините Бутел и Чучар Сандево работат на доработка на проектната документација за фекалната канализација во двете населени места. Градоначалникот на Скопје Урце Ѓоргиевски објави дека започнале градежните активности за изградба на нова водоводна мрежа и нова улица за жителите на улица Лисец во Горно Лисиче. По години на запоставеност и нерешени проблеми конечно започнуваме конкретни чекори кои носат вистинска промена за жителите, истакна Ѓоргиевски, кој заедно со градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски и директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Иван Митровски го означи почетокот на градежните активности. Проектот опфаќа изградба на целосно нова водоводна мрежа, поставување тампонски слој, нов асфалт, со што ќе се реши долгогодишниот проблем со водоснабдувањето и инфраструктурата за стотици жители. Ѓоргиевски нагласи дека реконструкцијата на улицата ќе ја подобри безбедноста на пешаците и сообраќајот. Градоначалникот додаде дека улицата Фрањо Клус веќе е целосно реконструирана. Најави дека наскоро ќе започне изградбата на двата кружни текови, кај Тобако 2, како и реализацијата на низа капитални инфраструктурни проекти кои ќе го трансформираат, како што вели Ѓоргиевски, Скопје. Во четврток во општина Ѓурче Петров ќе се одржи крводарителска акција како дел од планот за социјална, здравствена и детска заштита на општината. Акцијата ќе се реализира во Центарот за култура Ѓурче Петров во периодот од 12 до 18 часот. Општината ги повикува сите хумани граѓани кои се во можност да се приклучат и со својот придонес да помогнат во обезбедување доволно количини крв за пациентите на кои истата им е најпотребна. Со дарувањето крв, граѓаните директно придонесуваат за спасување човечки животи, покажуваат солидарност и хуманост кон заедницата, истакнуваат од општината.
Градоначалничката на општина Киселавода Бети Стаменковска Трајковска денеска ги посети домовите на незините сожителки Нада и Љубица, корисници на услугата Итно копче, која им овозможува 24 часовна подршка во итни ситуации. Разговаравме топло и искрено за нивното секојдневие, ми раскажаа колку овој мал уред им значи за мирот и сигурноста. Со задоволство сакам да информирам дека услугата продолжува непречено за сите 40 досегашни корисници, истакна Стаменковска Трајковска. Услугата се реализира преку соработка со Црвениот крст и им овозможува на повозрасните граѓани пристап до 20 лиценцирани негователи, кои обезбедуваат прва помош, психолошка подршка и ако е потребно, транспорт до здравствена установа со специјални возила. Аларм уредите имаат и бесплатна дневна техничка подршка. Градоначалничката нагласи дека целта е највозрасните жители да имаат спокојна старост и да знаат дека секогаш имаат стручен тим подготвен да им помогне. Општина Карпош преку објава на социјалните мрежи информираше дека јавното претпријатие Лајка ќе заловува бездомни кучиња на јавните површини на подрачјето на општината. Локалната самоуправа ќе воспостави меѓуопштинска соработка со град Скопје за собирање на нерегистрирани и регистрирани кучиња, кои ќе бидат затекнати на јавните површини. Советниците на општина Карпош ја поддржаа оваа одлука на денешната 10-та седница на која се разгледуваа 13 точки од дневниот ред. Градот Скопје ќе обезбеди финансиска и организацијска подршка преку јавното претпријатие Лајка за трајно и квалитетно вршење на заедничката надлежност, додека општина Карпош ќе учествува со 2 милиони динари за таа намена. За реализацијата на проектот, градоначалникот на Карпош Сотир Лукровски ќе склучи договор со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски и директорот на јавното претпријатие Лајка, во согласно со законот за меѓуопштинска соработка, со кој договор ќе се уредат сите прашања за начинот на работа и финансиска одговорност. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја